Рестриктивните мерки во повеќе европски земји почнаа да даваат резултати. Бројот на позитивни на COVID-19 се намалува во Шпанија, Франција, во Чешка и во други држави. Но во други земји продолжува да расте. Во Русија дневно има поскоро 25.000 ново заболени, а вкупната бројка надмина 2 милиона. Во Соединетите Американски држави пак беа регистрирани скоро 200.000 случаи во еден ден. Индија досега има над 9 милиони потврдени случаи на коронавирус, но дневните бројки на ново заразени од септември се намалуваат. Американските власти го одобрија првиот тест за COVID-19 во домашни услови. Со овој тест резултатите се добиваат за 30 минути преку молекуларна анализа, која се опишува како слична со стандардниот ПЦР тест. Овој тест чини $50 и ќе се добива на лекарски рецепт во почетокот на идната година. Една британска студија покажа дека луѓето кои имале COVID-19 веројатно не можат повторно да бидат инфицирани најмалку 6 месеци. Има и случаи на повторно инфицирани во пократок рок, но тие се многу ретки. Светската здравствена организација ги поздрави извештаите за позитивни резултати од развојот на вакцина. This is really good news to see that we're seeing sustained levels of immune response in humans so far out, and it's good news to see that, and we really commend the researchers for doing those longitudinal studies. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш на виртуелниот самит на Г20 повторно предупреди на ризикот од економска катастрофа во земјите во развој. Developed countries can afford to provide enormous relief for their own societies, and they are doing so. But the developing world is on the precipice of financial ruin and escalating poverty, hunger, and untold suffering. На самитот стана збор и за дистрибуцијата на вакцините за сиромашните земји. Рускиот председател Владимир Путин изрази готовност за снабдување на други земји со вакцината Спутник и најави дека и втората руска вакцина масовно ќе се произведува од наредната година. Сепак експертите велат дека руските вакцини не се доволно истражени и податоците за незината ефикасност и безбедност не се целосни. Ветувачки резултати од третата фаза покажува вакцината на Универзитетот Оксфорд и AstraZeneca, но се уште нема прецизни резултати за тоа дали се доволни 2 дози или половина доза за да се постигне 90% успешност. Инаку и на оваа вакцина не и требаат екстремно ниски температури за складирање и транспорт. Претходно, успешни резултати од последната трета фаза од тестирањата на вакцина објавија компаниите Модерна и Pfizer во соработка со BioNTech. Во меѓувреме УНИЦЕФ соопшти дека планира да обезбеди 2 милиарди дози од вакцините против COVID-19 за земјите во развој.